Доктор Микич, министерот за здравство пред неколку дена излезе со информација дека според проекциите на нашите домашните епидемиолози, пикот во земјава би можел да се очекува од тој момент за 30 на дена, тоа би дошло некаде средината на април, и тој спомена за бројка од околу 2000 заболени. Дали сте вие дел од тимот кој што ги правеше тие проценки? Секако сите проценки се прават заеднички и на Комисијата на заразни болести и во Институтот за јавно здравје, секако и во рамки на кризниот штаб при владата. Проценките се такви. Меѓутоа, пак ќе кажем, многу е неблагодарно да се каже да ќе биде максимум 2000 или ќе биде 3000 или ќе биде 1500 или ќе биде можеби и повеќе. Зависи од повеќе фактори. Прво, од способноста да се тестираат сите случаи, што се навистина се, значи во зависност од колку тестови ќе се направат. Временските фактори, се уште се работи за нов вирус, треба да видиме како ќе се однесува во тек на потоплите месеци. Очекуваме како другите респираторни вируси барем дел да се успори трансмисијата, што ќе ни даде време или и со овие засилени мерки за социјално дистанцирање да го успориме и спречиме понатамашното ширење. Меѓутоа, јас се уште мислам дека е рано. Она што можам да го кажам дека се уште сме во почетните фази од епидемијата, очекуваме да се зголемува бројот, тоа го гледаме секаде во светот. Но дали би рекле дека почетокот е благ? Такви оценки слушаме. Апсолутно. Значи, во моментов сме една од ретките земји каде што се уште имаме добри мерки кои што даваат резултати, каде што се уште имаме контролирано ширење на епидемијата и се уште капацитетите со кои што располагаме се спремни да ги прифатат тие пациенти. Прерано е да се каже дека сме одлични, дека нема да се случи зголемување на бројот, бидејќи тоа зависи не само од мерките кои што ќе се донесат. Апсолутно на сите нас како граѓани ни е одговорност да ги слушаме овие препораки и да ги почитуваме препораките. Во моментов, освен социјално дистанцирање, значи почитување на мерки за спречување на понатамошно ширење на инфекција, друга мерка немаме ефикасна. Дури ни миење раце? Тоа се мерките, значи одржување на лична хигиена, често миење на раце, доколку има симптоми, сите ги знаат упатствата, да не искачат, да се јават по телефон на своите матични лекари, да закажат термин за преглед, значи она што веќе е кажано, да се држи социјална дистанца без потреба да не се иде во затворени простори, вклучувајќи ги супермаркетите, и кога се на отворен простор да не се прават пикници, него тоа да биде на една социјална дистанца